Господине Христијан Мицковски, почитуван професор Ванчо Ѓоргиев, почитувани медиуми, почитувани присутни. Ви благодарам што присуствувате на овој историски час, посветен на великанот на македонската револуционерна борба, Гоце Делчев. Му благодарам на председателот на ВМРО ДПМН, господинот Христијан Мицковски, што учествува на овој настан во организација на Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН, кој што го носи името на најголемиот македонски син Гоце Делчев. Веројатно, низ годините, многумина зборуваат за ликот и делото на Гоце, но денес, сега, како никогаш досега, е вредно да се истакне неговото значење за македонската борба за слобода и неговиот придонес во градењето на македонската државност. Денес, за жал, сме сведоци на една помалку срамна реалност, кога други сакаат да го присвојат, а во исто време одредени чинители во Македонија го запоставуваат и се пазарат за неговите идеали. Впрочем, како поинаку да ги толкуваме фактот што оваа година, кога се одбележуваат 150 години од неговото раѓање, македонските институции немаат соодветна програма за одбележување на ваков значаен настан, кога пратениците од власта одбиваат декларација за одбележување на овој јубилеј, а со тоа и афирмација на наследството, кога премиер на држава не присуствуваше на 4 февруари на одбележувањето на ваква годишница. Сето тоа говори дека оваа власт прави деградирање на ликот, делото и придонесот на Гоце, во услови кога во исто време на зелена маса се пазари за неговите идеали. Еден мој пријател ми вели: Гоце е темелот на која градевме државата. Јас ке дополнам, тој е идеалот на борбата која трае еден век за слободна и независна Македонија. Од времето кога делувал и ги организирал четите на македонската револуционерна организација, тој беше символ на таа борба. И по смртта со него не умре неговото дело, туку напротив стана вечно. Илјадници македонски синови и керки живееја и умираа да го исполнат неговиот сон и неговиот завет. Партизанскиот одред Гоце Делчев од Прилеп беше тој кој што ја почна народно-ослободителната борба во Прилеп на 11 октомври 1941 година и денес овој ден го славиме како ден на востанието на Македонија. Даскалот со пушка на рамо и со книга во рака го посеја низ земја Македонија семето на слободата. Неговата крв и крвта на илјадници други ја натопија таа земја и денес затоа живееме во слободна македонска држава. Дигнете го уште повисоко знамето на Гоце Делчев. Гответе се за последните удари на фашистичкиот окупатор. Гответе се за ослободување на Македонија. Беа повиците во манифестот на АСНОМ. Гоце Делчев беше символот за слободата на првото заседание на АСНОМ. Гоцевиот идеал беше звездата воделка и во 1991 година, кога Македонија доби независност. Гоце Делчев и ден денес е символот на Македонија, кој обединува и кој секој македонец и граѓани на Македонија го кажува со достојна почит и пиетет. А како да биде поинаку кога Гоце ги живееше идеалите кои денес се европски идеали, уште пред повеќе од еден век? Како поинаку да се зборува за Гоце Делчев кога тој човек во тие тешки и мрачни времиња говорил дека светот е поле за културен надпревар помеѓу народите. Секој од нас мора да е горд на таков македонски син, да е горд што е сонародник на Гоце Делчев. Неговото дело е најчистото револуционерно дело. Гоце велеше дека ослободувањето на Македонија се крие во внатрешното востание. Кој мисли инаку да се ослободи Македонија? Тој се лаже себе си и другите. И дека делото на ослободување на еден народ е пред се негово собствено дело, на неговите собствени раце. Овие пораки на апостолот се безвременски. Тие се пораки дека треба да останеме истрајни и самите со своји раце да ја градиме својата судбина и иднина.
За него Македонија била почетокот и крајот на неговото верују. Целиот свој живот го посвети на Македонија и како македонец веруваше дека негова должност е да работи за Македонија, која има своји интереси и своја политика. Свесен бил за предавствата на македонските интереси и во тоа време, но неговиот одговор бил трудот и постојанството. Во тоа е величината на Гоце Делчев. Тоа е долгот кој што сите ние го имаме кон ликот и делото на Гоце. Затоа наша света должност и завет е да го одбраниме и продолжиме тој идеал во времења на негации и неразбрани трговци. Затоа велиме Гоце е Македонија. Пред да дадам збор на мојот почитуван професор Ванчо Ѓорѓиев, дозволете ми да кажам уште еден цитат од Гоце како крај на овој мој воведен говор. Цитат кој покажува зашто Гоце е темелот и иднината на Македонија. Македонија има свои и интереси и своја политика. Тие им припаѓаат на сите македонци. Оној што сака да работи на присоединување на Македонија кон Бугарија, Грција или Србија, тој може да се смета за добар бугарин, грк или србин, но не и за добар македонец. Ви благодарам, да сте живи и здрави, да живее Република Македонија. Го поканувам професорот Ванчо Ѓорѓиев да ви се обрати. Благодарам. Почитувам председател на ВМРО ДПМН, професор доктор Кристијан Мицкоски. Почитуван Александар Пандов, председател на Патриотскиот институт Гоце Делчев на ВМРО ДПМН. Почитувани дами и господа. Дозволете ми најпрви да се заблагодарам за честа што ми укажена денес на овој ден пред вас да споделам дел од моите размисли, од моите видувања и од моите согледби за Гоце Делчев. Се разбира, при тоа ќе се обидам Гоце да ви го доближам во едно реално време, да ви ја представам големата слика околу него во Македонија, па и малку пошироко. И во таа смисла, промислувајќи го моето денешно обраќање или кажувачка кон вас, размислував и сватив дека можам да изнесам едно панегирично слово, едно пофално слово, кое што длабоко ќе ги засегне и ќе ги допре вашите патриотски чувства, кои што и без тоа ги имате, и можам да ги подигнам на многу повисоко ниво. Од друга страна, можам да почнам и со едно траурно слово, во кое што, повикувајќи се повторно на науката и на она што е познато, да ги наредам сите премрежја, сите трагедии на Македонија, сите несреќни настани и да видиме и да се запрашаме зошто само нам ни се случувало. Меѓутоа, мислам дека и тоа не е вистинскиот начин, затоа што да зборувате за големите, мислам дека не треба да изнесувате големи мисли, празни зборови, кои што, реков, имаат повеќе пофален начин, туку пресметав дека можеби е сепак подобро да го сместам во едно време, во една реалност, време кое што дало белег и содржина на името Македонија и на терминот македонец. Во таа смисла ќе се обидам и да ве растеретам од тоа што е стручна и висока наука, да ве ослободам, таа се демонстрира на друго место. Туку сето тоа да ви го представам на еден поинаков начин, сепак барем еднаш два пати ќе цитирам нешто, не заради друго, туку заради оригиналноста и автентичноста на материјалите, кои што сметам дека треба во даден момент понекогаш и некои нови работи да ги кажеме. Па во таа смисла дозволете ми на почетокот најпрви само неколку зборови објавени во Свето дело, тоа е македонско списание, барем така му стои на кориците, кој излегува во Кюстендил 1903 година во неговиот двоброј за месец мај
и јуни по повод смртта на Гоце. Цитирам: "Зарем и како Ѓорги Делчев, бестрашниот Гоце, умрел. Вдакновителот на македонскиот народ, претечата на македонската слобода, умрел. Не верувајте во тоа, о робје. Не верувајте и вие, ученици на великиот учител, на бесмртниот ратоборец, не верувајте. Ѓорги Делчев е жив, пожив од нас живите. И сега, да, тој едва и сега ќе заживее во народната песна, во народната свест, во народната историја, и неговиот лик ќе биде отпечатен во срцето на секој македонец." Ќе повторам уште еднаш, објавено 1903 година по повод загинувањето на Гоце Делчев во Бугарија. Не случајно ви го цитира овој дел, за да видите како е представен во моменти кога сега се оспорува неговиот лик, неговото дело, односно кога се присвојува, не се оспорува. Само еден дел од неговата приказна се оспорува. Ова е првиот момент што сакав да го споделам. Во 1904 година излезе првата биографија за Гоце Делчев од неговиот сподвижник Пејо Јаворов, добро познат на сите вам, прекрасен поет, човек кој што последните денови ги поминал со Гоце, но што сакам и овде да споделам со вас. Веднаш по објавувањето летото 1904 на неговата книга, во списание Македонија е направен приказ на книгата и притоа има една многу сериозна забелешка по адреса на Јаворов. Притоа се вели, Јаворов е одличен поет, но многу лош историчар, затоа што го прикрил и девалвирал македонскиот сепаратизам. Во политичка смисла се однесува на сепаратизам и се додава, Јаворов не ја разбрал суштината на македонскиот сепаратизам. Тоа не е само политички сепаратизам, тоа е национален сепаратизам, сепаратизам на македонците воопшто. Ова ви го велам и сакав да го споделам со вас, за да видите од кога почнува практично негирање или присвојување или премолчување, да не речам Јаворов. Не можем да го третирам за човек кој што свесно присвојувал, но свесно премолчувал одредени моменти од историјата на Македонија, од историјата на Гоце Делчев. Навлегувајќи во овој момент, сакам само да ја потсетам и на нешто друго. Да, годинава одбележуваме 150 години од раѓањето на Гоце Делчев, 119 години денес се навршуваат од неговото погибје. Меѓутоа, денес, ќе ве потсетам, се навршуваат и 110 години од смртта на Пере Тошев, уште еден великан на македонската револуција, и сега да не ве изненадам, ако спомнам уште едно име, уште една дама од нашето поблиско минато, на денешен ден е почината и Васка Илиева, таа што ги опеваше сите тие кои што ни ги доближи со својата песна, со својот глас, со својата инспирација и направи нивните имења да бидат достапни и на еден друг начин преку македонскиот национален фолклор. Да се зборува за Гоце Делчев, значи да зборуваме за македонската мартирологија од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, да зборуваме за Елинденската Голгота, тоа значи да зборуваме воопшто за историјата на Македонија, на Османлиска Македонија, намерно ќе го искористам тој термин, од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, но и воопшто на нашата непресушна инспирација за борба, за слобода, за македонска национална држава. Кусата, но импресивна биографија на Гоце Делчев, која е омеѓена со Кукуш и Баница, за несреќа двете места се наоѓаат
во делот од Македонија во склоп сега на Република Грција. Тоа е биографија која што е исполнета со настани, со себеодрекување, биографија која што сепак, само ако ја мериме во еден кус период, бидејќи нас Гоце ни е познат и потребен од периодот кога делува во македонското револуционарно движење, а тоа се само 9 години од неговиот живот, всушност е биографија на целата таа историја, но и, би рекол, на македонското прашање воопшто. Затоа, велам, треба да го гледаме во еден поширок контекст. А каков е тој поширок контекст? Какво е времето? И во малку пошироки рамки ќе се обидам геополитички да го сместам во тоа време и во балкански контекст, па и потоа да видиме кај сме ние. Тоа е времето, значи, кога се појави тој и Македонската револуционерна организација, време кога генерално влијателните фактори, европските големи сили, кои што одлучуваат за другите, се позиционираат во два спротиставени блока. Тоа се двата блока кои што само 15 години подосна го донесоа првиот глобален конфликт, првата светска војна. Токму во тоа време, кога се појавуваше ова организација, се формуваа овие два блока. Јасно, веќе беа диференцирани. Намерно го споменувам тој момент, затоа што тие како фактори на одлучување, всушност така ги креираа своите политики кон помалите региони и не дозволуваа ништо да им промакне, ништо да се случува без нив. Со тоа сакам да кажам дека малите народи секојаш зависат од волјата и интересите на големите земји, на големите сили, тие го имаат пресудниот фактор. Каква беше таа политика на големите сили? Подготвувајќи се за големиот конфликт и прераспределба на влијание и моќ, и се разбира за поделба на ресурсите во светот, генерално тежиштето на конфликтите го испрлија малку подалеку од Европа, односно од Балканот, и овдека демонстрираа политика на статус кво. А тоа значи зачувување на постојната ситуација на непроменливост на границите и од тука се што се правеше во Македонија под нивни ингеренции, всушност беа едни голи реформи, сувопарни реформи, кои што требаше само да го обезбедат моментално мирот, бидејќи тие не беа подготвени се уште за големиот конфликт, туку само се позиционираа, и во таа смисла ни нудеа севозможни реформи, притискајќи Османската империја, но ја притиска за да обстои, додека им е потребна. Нема интерес да ја зачуват. Па во таа смисла ги имавме падарски реформи, ги имавме мирштерските реформи, но токму во тие глобални математики, а главната улога помеѓу големите европски сили им беше предоставена на две земји – Русија и Австро-Унгарија. Токму тие две земји, под притисок на македонското прашање, кое што го движеше Македонската револуционарна организација, чиј што сподвижник беше и Гоце Делчев, всушност прв пат го забранија името Македонија. Во сите акти одбегнаа свесно да зборуваат за Македонија, за македонци, го практикуваа и користеа терминот трите вилаети, а османската власт, поттикната од нив, отиде дотаму што воведе цензура, дури и во Светото писмо, со намера да се испрли терминот Македонија од Библијата. Сите тие моменти, сите овие настани не беа случајни. Воопшто не беа случајни. Со тоа, со отфрлањето на името Македонија и македонец, со замената на терминот македонци со христијани, со замената на терминот Македонија со трите вилаети, всушност требаше да се избришат сите моменти кои што укажуваа на нешто кој што движи кон создавање на една нова држава, а тоа би значило што? Нов фактор кој што всушност се јавува како загрозувач на стабилноста и во регионот, фактор кој што ја подкопува нивната промовирана политика на статус кво. Во рамките на таа европска констелација ги имавме и соседните балкански држави, Србија,
Грција и Бугарија, кои што пак, повикувајќи се на некакви историски права, беа во жив пропаганден надпревар во Македонија, во отварање на што повеќе цркви, во отварање на што повеќе училиште, или ако кажам со современ речник, делење што повеќе пасоши, за да создадат претекст еден ден, повикувајќи се на некаква стара историја, за подобриот плен, подоброто парче од пленот наречен Македонија. Во таа смисла не штедеа нити пари, нити енергија и во тоа време се создадени нивните национални доктрини, чии што реперкусии ги чувствуваме и денес, и од кои што гледаме и денеска, дека рецидивите се влечат и корењата лежат токму таму. Во екот на една таква сложена констелација, кога немавме никакви институции, се појавува токму Македонската револуционерна организација. Забележувате, намерно го користам овој термин, затоа што тоа е првото и вистинското име на оваа организација. Забележа вчера некој имаше обид, повторно за девалвација со некаква друга кратенка на името на оваа организација, но сите документи, сите акти се токму така. Македонска револуционерна организација начело со Централен Македонски револуционерен комитет. Која е целта која што си ја постави оваа организација? Извојување на политичка автономија на Македонија во рамките на Османлиската империја со цел таа автономија потоа да послужи како одскочна штица за создавање на независна македонска држава. Или поинаку кажано, целта на оваа организација значи политичка автономија на Македонија со тенденција таа да прерасне во независна, самостојна држава или пак, најмалку, како една обединувачка алка, но како рамноправен државотворен субјект во една поширока идна Балканска федерација. И токму заради овој концепт, оваа организација стана пречка и трн во очите на сите околу Македонија, па и на големите сили, затоа што, како што реков веќе, таа го нарушуваше концептот кој што тие го заговараа во поглед на Македонија. И кога бев кај балканските држави, нивните пропаганди, ќе додадам уште еден момент, а тоа е фактот што истите тие, иако претендираа и сите, водеа силна кампања не само во своите земји, туку и надвор во европскиот свет, за докажување на своите историски права, при тоа тврдејќи дека во Македонија има Срби, Грци и Бугари, во исто време преговара помеѓу себе за поделба на Македонија на сфери на влијанија, а тоа потоа да послужи како основа за фактичка и фиктивна поделба на територијата на Македонија. Што е овде специфичното и зашто тој момент ви го подвлекувам посебно? Сите тие тврдеа дека Македонија им припаѓа единствено ним. Бугарите тврдеа Македонија цела населена со бугари. Србите, повикувајќи се на средновековното Душаново царство, бараа до Серес и до Солун. Од друга страна, грците, повикувајќи се не на античката, туку на византиската традиција, сонуваа за обновување на Византија, а Грција да биде носител на таа идеја. И што? Додека докажуваа дека Македонија им припаѓа ним и само ним, всушност водеа преговори за нејзина поделба. Кој го дели своето? Поставете си прашање. Дали некој би преговарал, ако тоа е вистинско негово, да води преговори за поделба на оваа територија? Тоа е всушност и еден од најубавите аргументи, еден од најголемите абсурди, што ни се пласираат и денес, докажувајќи ни кој бил, што бил, како бил. Во таа смисла има, ние историчарите користиме и терминот статистичка војна. Сите тие земји се обидуваа во европските метрополи, потплаќајќи професори, етнолози, географи, историчари, јазичари, да доаѓат и да го проучуваат регионот, да фабрикуваат и да пишуваат трудови, да објавуваат во Европа,
зависно од тоа кој како е профилиран или од каде му е спонзорот, докажуваше дека таа земја им припаѓа ним. Меѓутоа, за среќа, во тоа време има и луѓе кои што сепак гледале и независно на приказката, кои што го потврдуваат сосема спротивното. Во таа смисла, еве, кога станува збор, бидејќи актуелно со нашиот источен сосед, најдобро би било да си го проучат бесарабскиот бугарин Петар Драганов, неговите дела, кои што уште во 892 година пишуваше дека македонците се посебен народ, кои што имаат посебен јазик. Авторот е бугарин. Дали треба да ги бараме доказите? Немаше ниту Коминтерна тогаш, го немаше ниту Јосип Брос, ги немаше ниту србите да влијаат и така натаму. Но, да го ставиме тоа настрана, ете во таква констелација, како што реков, се создаде таа македонска револуционерна организација, која што всушност го повлече македонскиот народ, го извади од ова мочуриште, да го употребам терминот на председателот, од она буквално мочуриште, и успеа да му внесе верба дека само она што ќе го направи со сопствени сили, дека не треба да чека ослободување од никој, само тогаш може да се надева на своја слобода, на своја држава. Токму Гоце е човекот кој што вложил најмногу енергија, кој што го вложил сиот свој живот за да, како што, да се изразам со неговиот речник, да се изврши таа морална револуција во умовите на луѓето. Бидејќи сите тие беа растргнати на една страна, кој на југ, кој на исток, кој на север, зависно, ќе речем повторно од позорите, најголемата тешкотија е всушност да го убедите човек да престане и да раскине со својот робски менталитет, да се проникне во себе, а потоа да тргне по патот по кој што вие ќе го каните. А тоа е патот кон слободата, а Делчев беше човек кој што безгранично веруваше во слободата. Тој е човекот кој што велеше, ако времето за некој е злато, за мене е безценето. Тој е човекот кој што никогаш не веруваше и беше противник на расчекорот помеѓу зборовите и помеѓу делата. Човекот кој што проповедаше помеѓу нив. Ке бидете многу наивни ако не верувате на зборовите. Гледајте, не ги делате. Овие зборови се упатени токму на еден политикант, по адреса на еден политикант во Бугарија од македонско потекло, кој што подоста стана премиер во Бугарија, Андреј Љапчев. За него се однесуваат зборовите. Кога му го препорачувале, уште како млад. Гоце е човекот кој што им приоѓаше на сите на еден специфичен, само нему својствен начин, човек кој што не проповеда од кабинет, туку постојано е на терен, човек преку кој што се прекрашува сите небиднини и сите биднини во македонското револуционерно движење, човек, ако ја погледнеме архивата, не она што се неговите писма, туку, ако погледнеме она што стигнувало до него, и ќе забележиме дека, почнувајќи од најелементарни прашања, кој станува збор дури и за опинците на некој војвода, па до круцијалните прашања на Централниот комитет или до идејни спорови, сите на крај се обраќа единствено до Гоце, односно до Ахил. Тоа е така затоа што, како што реков, тој е човек кој што знае да прости и на предавниците, но знае да ги поучи. Например, со еден Ѓорги Иванов од Виница, кој што се пројавил за време на Виничката провала, додека другите бара негова ликвидација, Гоце ја купи и му ја прати книгата Шпионот, за да се образува, за да ја види штетата од своето однесување. Или пак со еден коте од рулја, додека другите сакаат да го ликвидираат, тој го собра со себе сметајки дека ќе го превоспита. Сепак се разбира, Гоце е представник на револуционерна организација и таа организација применува и насилство. Но неговата визија, за разлика од визијата на некои други, е многу поинак. Всушност, тој е човекот кој што ја направи оваа организација да функционира како држава во држава. А зашто?
Не само што беше задграничен представник, не само што беше извореден агитатор и особено организатор на теренот, тој е креатор на Четничкиот институт, односно, поинаку кажано, нелегалната армија на ВМРО. Од ништо, од едно потиштено и исплашено население, вие да создадете луѓе кои ќе се откажат од семејството, да влезат во планина, за да создадете една цела армија, која што потоа го донесе на своите плеки Илинденското востание. Но не е само тоа. Гоце е човекот кој што создаде еден друг тип на институции за кој што многу помалку зборуваме и во јавноста и во науката. Тоа се оние институции кои што всушност представуваа држава во држава. Создавање на судови на организацијата, но тоа не се само организацијски судови за да го судаат членството, туку пред кои што ќе се решаваат споровите помеѓу македонското население, за да се игнорираат официјалните судови. Потоа, создавање на институции со кои што требаше да се описмени во висок степен населението, не велам за елементарно описменување, туку за искоренување на сите суеверија, на сите празноверија, за ограничување на сите, како да ги наречам, ограничување на сите стари навики и традиции, кои што, всушност, не во далеком прогрес, туку го враќале населението назад. Па во таа смисла, во негово време почнува проповед за подобрување на хигиената во куќите, за подобрување на женските права, и еве кога ги кажа нив, веднаш ќе кажам, да, Гоце е големиот патриот, Гоце е човекот македонец, кој што не само што препознава македонци во сите документи македонски народ, туку дури ќе рече е за родова еднаквост, затоа што во неговите писма и неколку пати среќаваме македонки, зборува за честа на македонки. Сепак тоа е една голема визија пред времето, пред условите во кои што другите сметале дека поинако да се однесуваат. Многумина честопати го поставаат и прашањето околу ставот на Гоце за востанието. Да, пак Гоце не го дочека востанието. Меѓутоа, и овде има честопати различни спекулации дека Гоце бил против востание. Не, грешаат сите, се лажаат сите. Тоа е прашање наметнато од идеолошки причини. Зарем може еден човек кој што создаде еден цел механизам, една цела организација да биде против востание? Тоа е само за поинакво востание, поинаква тактика. Оној спор кој што се изнесува, се чудам и ден денеска, после толку години откриени материјали, некои го протежираат, всушност е непостоечки спор, станува збор, значи, за различно сваќање на востанието. Дали тоа треба да биде востание во кое што ќе вклучите масовно населението, или тоа треба да биде востание со ограничени партизански действија, значи ограничено движење на четите, вклучувајќи и терористички активности. Впрочем, замислете само пред својата смрт, Делчев тргна со голема чета, со неколку товари динамит низ Македонија, неговото последно патување, за да изврши обучување на четите во Серскиот округ, токму за ракување со динамит. Зарем може човек кој што тргна со толку товари динамит да биде против востание? Од кога помина советувањето за востанието? Значи, станува збор за едно поинаква интерпретација, може би некоректна, и колку е чесен и колку е скромен, може да видиме само од неговата скромност. Во неколку писма, кај него ќе го најдеме зборот: јас сум само еден скромен деец на македонското ослободително дело. Дури на крајот на криштото, ако погледнеме неговото последно писмо до Јаворов, откако беше разнесен мостот и тунелот во Ангиста, Гоце ќе проповеда и ќе го информира: кога ќе пишуваш во весникот, немој тоа да го препишуваш на четата или на мене, пиши во име на целата организација. Ете, токму заради таквите постапки, Гоце е човекот кој што околу себе знаел да ги обедини сите, да ги повлече сите без разлика кој на каква структура припаѓа, дали се леви, дали се десни, дали се централисти, или пак на крајот на кришта, ако сакате, да неутрализира и голем дел од врховистите, од луѓето кои што се јавуваа како противници
на македонското ослободително движење, односно од луѓето кои што сакаат да се наметнат како фактор, но при тоа спроведувајќи една туѓа политика. Токму во тој контекст Гоце има заедно со Ѓорче Петров најголемата улога во одбраната на самостојноста и карактерот и независноста и се разбира автохтониот карактер на македонското револуционерно движење. Кој сака на вистина да го почувствува духот на Гоце, би му препорачал да го погледнете неговото писмо. Тоа е всушност и прво познато писмо од Гоце до Ефрем Каранов од 17. октомври 1895 година, во која е содржана сета негова филозофија. На своји само 24 години имате еден извореден профил, и тоа е, според мене, материјал од кој што најубаво може да го видите Гоце. Зошто го велам тоа? Затоа што подоснежните писма и материјали што ни се останати од него се кратки, се оперативни, шифрирани, каде што има многу малку податоци, многу малку информации. Сите тие се, значи, оперативни материјали во кои што на вистина не можете да ја препознаете неговата филозофија, освен по некоја реченица, каде си зел за право да биде и послободен, но тоа се многу малку. Но целата филозофија буквално може да се види токму во онаа писмо во кое што зборува во Македонија се развива систематска агитација за едно внатрешно восстание и нема катче кој што не е обземено. И тука доаѓа потоа оној другиот дел кој што го цитираше Пандов, нели, секој што мисли дека Македонија ќе се ослободи поинаку, се лаже и себе си, ги лаже и другите. Тоа е истото на писмо во кое што зборува за македонци, за македонки, за македонски народ. Среќа голема е што ова писмо е објавено меѓу двете светски војни, кога немаше Република Македонија, која не постоеше. Верувам и убеден сум, ако тогаш не било објавено подосна, никогаш немаше да биде објавено, туку едноставно немаше да знаеме за него, како што за многу други материјали не знаеме, а ни се сервираат информации кои што, нели, чија што цел е не само девалвација на ликот и на делото на Гоце, туку тотално убивање на македонизмот, тотално девалвирање на македонската посебност во сите нејзини компетенти, во сите нејзини сегменти, јазички, етнички, културолошки. Па во таа смисла и ќе речем, секој оној што сака да чествува Гоце е добре дојден на вистина. Да се покорите и да се поклоните и да положите цвеќе пред великанот на некој народ е гест, но тоа е и почит кон народот, кон државата, кон која што одите. Меѓутоа, да барате да се поклоните, да барате да положите цвеќе, а при тоа да негирате, тоа е веќе дрскост, тоа е веќе еднакво на фашизам. Апсолутно. Во такви услови, секој што ќе сака да чествува, јас ќе му го препорачам повторно датумот 7 октомври, датумот кој што го предложив и во комисијата, а тоа е денот кога Илинденската организација со благослов на бугарските власти ни ги предадоа моштите од, нели, Гоце и пристигнаа кај нас и затоа почиваат, нели, овде во Скопје, во метрополата на Македонија, така како што беше напишено на саркофагот во кој што тие мошти, свети мошти, се чуваат десетина години во домот на Илинденската организација во Софија. Меѓутоа, тој 7 октомври не е само заради тоа што не го препорачав, само заради тоа што ни ги предадоа моштите од Гоце. Тој има многу голема символика. Тоа е всушност еден, ајде да речам, европски пристап, ако сака некој европски да се однесува. Зашто? Во тоа време и со тој јак, всушност ние го имаме помирувањето и признавањето. Бугарскиот народ кон македонскиот народ. Поголем гест од тоа не може да има поголема символика ако некој сака со некого да чествува. Ако некој сака на вистина да биде близко. Јас мислам подобар предлог од тоа не. Меѓутоа, токму тој предлог беше дочекан на нож и тоа беше клучниот повод за носењето на вето. Но, тоа е веќе, нели, современа политика,
реална политика, чиито последици ги гледаме секојдневно. За на крај, ќе ми дозволите да прочитам еден текст, извадок од еден текст, кој што сметам дека е многу актуелен и овој момент, напишан во далечната 1924 година од перото на човекот кој што учествуваше во судирот со Баница, Димо Каџидимов, значи пред полни 98 години, објавен во Гоцев лист, а Гоцев лист го објавува Македонското друштво во Пловдив, кој што се вика Гоце Делчев, и секоја година објавуваат по еден таков лист во кој што се собираат материјали за Гоце. Текстот се вика Тој плаче. А да видиме зашто плаче Гоце. Плаче и реди тој, легнат на своето кобно место во Баница, но не за да плачеме и редиме ние, што сме уште живи, не за да плачат и редат синовите на неговата незрекна татковина, не за да плачат и редат новите борци за неа, туку, откако ќе ги слушнеме лелеците на Гоце, во нив да видиме едно знаме на кое со неговите крвави солзи е напишано: борба, борба и борба против сите македонски угнетувачи, борба до смрт против сите нови македонски султани и сатрапи, но и борба против она разрушувачка стихија која ја исполни историјата на нашата татковина со толку ужаси и разурнувања по величествената илинденска епопеја, но која се уште не се откажува и не сака да се откаже од својата разрушувачка мисија. Ете затоа имено плаче Гоце. Плачот на Гоце нека ја раствори наполно таа долгоочекувана пролет и нека во најблиско време одново да си подадеме сите братска рака како синови на Македонија, така како што некогаш околу Гоце се чувствувавме како една чела и социјалисти, и анархисти, и националисти, зашто мислевме и действувавме само како македонци, сите до еден и сите како еден. Тоа братство, таа еднодушност и тоа единство во действувањето се особено понеопходни сега од кога и да било. Го повикувам духот на Гоце, за тој да ни послужи како моќна повелба за наполно помирување помеѓу спротивставените браќа и за целосно и сестрано оттргнување од канџите и мрежите на онаа политика, чии што носители најмногу придонесоа за раскинувањето и разурувањето на Македонија и кои што и денес свесно продолжуваат да подметнуваат омраза и страсти меѓу нас, за да не бидеме во состојба да ја заштитиме од нови заговори и предаства. Браќа и другари, стари и особено млади, сите по патот и примерот на Гоце, сите по знамето на Гоце, сите во служба на татковината, за неа да се бориме, за неа да умреме. Затоа плаче тој. Мислам дека овој текст е на вистина толку инспиративен, што наполно го осликува нашето време, нашата реалност, нашата неопходност од обединување без оглед на сите наши различни погледи, идеолошки, политички, верски и така натаму. И на крај, уште еднаш ќе ми дозволите, обраќајќи се кон Патриотскиот институт, да се послужам со зборовите на Гоце. Патриотизмот не е патентиран. Го имате или го немате. Благодарам. Добро. Да ве поздравам и јас и од мене да посекам добре дојде нови навистина инспиративен настан кој што го организира Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН. Благодарности до професор Ѓорѓиев за навистина преубавото предавање кое што го одржа за Гоце Делчев и за тоа што значи тој за нас и што е во суштина
неговата борба и што е она што ние денеска треба да го сочуваме и за кое што треба да се залагаме. Тоа е прилично сложена задача, која што сите ние овдека во просторијата ја имаме. Тоа не е едноставно. Јас ќе зборувам, нема да зборувам за ликот и делото на Гоце Делчев, бидејќи доволно кажа и професорот, ќе зборувам малку за сегашноста, но и за предизвиците кои што се пред нас и малку за поблиската иднина. Мислам дека тоа и нему би му било важно да знае во какви раце ја оставил неговата Македонија за која што се борел и за која што го дал својот живот. Кога би можел да види денеска што се случува со таа негова Македонија, сигурно не би му било лесно. И можеби би го редефинирал ова со патриотизмот. Но затоа сме ние денеска неговите наследници кои што ќе мораме да имаме малку поинаков, поиновативен и поадаптиран пристап на сегашноста, да мислиме на минатото и да гледаме кон иднината и така да правиме планови. Затоа што политичари без визија не можат успешно да се бават со политика. Може би работите што денеска ги правиме некому изгледаат чудно, нелогично, но тие работи може би за месеци или години од денеска ќе значат многу. Ќе значат многу и за македонскиот народ, ќе значат многу за граѓаните во Македонија, но ќе значат и за самата Македонија. А ВМРО, во случајов ВМРО ДПМН, е тој кој што треба да практично биде креатор на тие политики и да го постави тој пат. Иако изминативе 30 години, тоа и го правевме како политичка партија, повеќе или помалку успешно, но секако многу поуспешно неголи нашите политички противници или политички маргиналци кои што се појавуваа на политичката сцена во Македонија. Пред да се симнам на овој настан, прочитав еден надпис на еден, би рекол, провладин медиум. Вели, Мицкоски денеска не беше на гробот на Делчев, туку беше да пушта улици во Карбинци. Да, бев. И ќе продолжам додам. Утре ќе одам во Гевгелија. И таму ќе пуштам улици и канализација. Во недела ќе одам и во сабота во Охрид и во Струга. И таму ќе пуштаме проекти. А во меѓувреме денеска зборував и со Владев, кој што пак ми кажуваше што све ќе направи во паркот во Свети Николе. Уживав некни со Љутков кога одевме во Велес и кога заедно со Марко и со Игор се поздравивме со илјадници велешани, а потоа отидовме вечерта на улицата која што се работеше во центарот на Велес, која што со децении не е направена. А таму се поставува нова канализација и нов асфалт. Потоа појдовме тука до пазарот кој што изгледа навистина прекрасно и кој што набрго денеска ќе биде пуштен во употреба во Велес и велешани ќе имаат навистина пристојно место каде ќе ги продаваат своите производи, бидејќи не е тој само зелен пазар, туку таму луѓето ги користат и за други комерцијални намени. Но навистина човек ужива која ќе го слушне Дарково Бутел и која ќе појде на тие игралишта и го ќе рече: председателе, овие со истите пари ние две што направивме, направи едно игралиште. А он направи две игралишта. Олимписки Бутел, таму знаете нашиот сребрен од Олимписките игри. Дејан. Потоа Боби, кога бевме во Виниче на традиционалната серва веднаш после Великден и кога го слушав што све планира и што све прави во Виниче, и доле во Стајковци, и во Инџиково, и во Трубарево, што планира да прави, што ќе прави во делот на канализацијата и водоводот, но исто така и што ќе прави со новите училишта и градинки во Газибаба. Орце пак во кисела вода, кој ќе го слушнам, кој ќе ми каже цела кисела вода, цело пржино ќе биде без кал, сите улици ќе ги направиме.
А Славка Димкова во Драчево вика председателе сега кога ќе почнеме тоа ќе биде деценијски проблем кој што ќе го решиме. И крстот го започна во кисела вода кој што во Драчево ќе биде едно наистина огромно и големо издание. Или пак АЦ во Ѓорче кој што асфалтира повеќе од 24 улици кој што буквално никој со мал прст не мрдна за тие улици. Иван во Штип пак кога бевме, можев само да почувствувам со каква енергија и емоција зборува за новата улица што ја прави, за новото детско игралиште во населбата Баби, па првата фаза, па втората фаза, па планот. И така натаму, можам да ви ги редам и Доне во Гевгелија, и Манчев во Босилово, и можам да ви ги редам сите тие денешни наши делчеви, кои што на дело го спроведуваат во 21. век она што била неговата идеја да ја гради Македонија. Нашата задача е да ја градиме Македонија. Тие сега, заедно со нас и со довербата која што ја добија од граѓаните во општините каде што тие функционираат, а потоа сите ние заедно наскоро денеска кога ќе имаме честа да бидеме дел од и да ја водиме владата на нашата Македонија, на Република Македонија. И затоа треба секој еден во себе да се чувствува дека е делчев, помалку или повеќе. Тоа зависи од вас, кукави ви се амбициите. Дали имате големи амбиции, имате големи соништа или мали амбиции. Јас мислам дека сите ние треба да имаме големи амбиции, бидејќи големи се предизвиците кои што ќе бидат по нас после овие 5 години пустош кои што ќе го остават овие од коалицијата СДСМ ДУИ. И затоа треба секој од нас да има по еден голем делчев во себе како амбиција да направи нешто за својата Македонија. И за македонскиот народ, но и за нашите сограѓани без разлика дали се тоа македонци, албанци, турци, власи, срби, бошњаци, роми, бидејќи на крајот од денот ние споделуваме една иста наша заедничка судбина и на крајот од денот сите ние заедно треба да ја градиме нашата заедничка Македонија. И затоа, кога се зборува за делчев во минатото, секогаш треба да зборуваме за делчев денеска, но и за иднината. И тој би бил задоволен. И тој би бил пресреќен кога би знаел дека Македонија е една од најуспешните 5 држави во Европа, со млади кои што имаат своја иднина во својата Македонија, со возрастни кои што овдека живеат и кои што се задоволни од животот во Македонија, со пензионери кои што ги поминуваат своите пензионерски среќни денови во таква една држава која што е во најдобрите и најпросперитетните 5 држави во Европа. Но за жал не е така. И тука се поставува прашањето дали доволно делчев го имавме во себе изминативе 30 години. Сите ние, може би не во буквална смисла, и дали ние сите доволно сонувавме како делчев за да направиме таква Македонија која што ќе биде една од 5 најубави и најуспешни држави во Европа. Јас сум на крајот од денот и професор и сум поминал до сега неколку стотици дипломски работи. Се сеќавам кога ме примија на факултетот како помлад асистент. Држев вежби кај професорката Вета Џоковска. Интересна приказна има она, бидејќи она е внука пак на Павел Шатев, а незиниот брат Павле, крстен по Павел Шатев, го загубил својот живот спремајќи го докторатот на една од клупите на електротехничкиот тогаш факултет во Скопје. И знам каква беше нашата цел и каква беше нашата идеја, таа една генерација која што во тоа време сонуваше, имаше поинаков сон. И знам како е денеска. Денеска, за жал, децава кои што ќе го завршат и кои ќе дипломираат, кои што ќе го завршат своето образование на таа високо научна институција, првото моје прашање е што понатаму, тие велат што подалеку од овде.
И затоа можам да кажам дека можеби не успеавме. Дали ќе успееме, ако си признаеме каде грешевме и ако сме доблесни да се извиниме и да најдеме лек за тоа што грешевме, тогаш ќе знаеме каде треба да одиме. А ако и понатаму ја под тепих поттурнуваме таа наша заедничка вина, не зборам на вас тука во просторијата, се надеваме ја сваќате метафората која што ја користам, тогаш ние не можеме да бидем успешни и ќе не можеме да го имаме тој голем делчев пред нас и тие негови големи соништа. А јас се повеќе студенти ќе ги гледам во рестораните во Германија, во Франција, иако се тие супер студенти, инженери. И ретко кој од нив ќе добие вистинска шанса да го работи тоа што јас сум му го предавал или моите колеги му го предавале. Без разлика дали е некој предмет од електроника, електротехника или машински материјали, елементи или кинематика и динамика или роботика или небитно. Тоа е она кое што треба во иднина да го исправиме. А за да го исправиме, треба многу да сме внимателни. И треба многу внимателно да ги влечеме чекорите и да ги правиме потезите. Затоа што од сега па натаму се плашам дека немаме право повеќе на грешка. А од сега па натаму процесите ќе зависат исклучиво од нас. Ќе зависат исклучиво од ВМРО-ДПМН. Затоа што као овие другиве СДСМ и никој веќе не гледа иднина. Тук таму ќе се појави по некој екзибициониста, политичар со по некој статус по социјалниве медиуми, но тоа ќе заврши бледо и непрепознатливо, бидејќи народот кај нас е мудар пред се и сваќа која е целта и намерата на тие неколку реченици. Но она кое што вистински треба да го направиме и товарот кој што треба да го понесеме сме ние, сте вие, се оние низ општините во Македонија кои што се дел од ВМРО-ДПМН и коалицијата и се сите оние поддржувачи кои што гледаат надеж во ВМРО-ДПМН дека нешто може да се смени и дека тоа што не успеавме можеби овие 30 години ќе го коригираме и ќе биде подобро во следните 30 или 300. И затоа не чека тешко време. Не чекаат многу предизвици, можеби многу потешко од што можете и да замислите. Затоа што денеска некој се навикна речица да ни ја води Македонија, за да може да врват тендерите во 4 очи. Денеска некој пред да донесе било каква одлука, оди прво клекнува во речица да добие изим, да добие одобрување и согласност, па потоа прави политички потези. Но за тоа да не се случи. Но за тоа да не се случи да треба некој да се коленичи во Мала Речица. Потребно е ние како ВМРО-ДПМН да излеземе пред македонскиот народ и пред граѓаните во Македонија кои што не сакаат веќе Мала Речица да ги носи одлуките и да одлучува за иднината на Македонија, да понудиме нешто што ќе биде поразлично. Да добиеме 61 во парламентот и да покажеме дека можела Македонија подобра. Мал народ сме ние. Мал народ сме ние, ако некој мисли дека ние како македонци можеме глобално светските текови да ги менуваме, тогаш не е искрен ни пред себе, ни пред овој народ, ни пред сопствената држава. Но ние сме мудар народ. И мораме мудроста да ја искористиме како предност. Велат, ова што го каже и професорот Ѓорѓиев, големите прават тоа што можат, а малите тоа што мораат. Ако ние нашата мудрост како предност ја искористиме, тогаш ќе има многу големи соништа и многу делчеви со големи соништа во секој еден од нас. А ние, за жал, денеска повторно се делиме.
Ние денеска, за жал, по права линија се делиме како македонци, а потоа и како граѓани на Македонија. Зошто? Некои велат биле повеќе, некои биле помалку патриоти. Некои биле слуги на ова, некои велат слуги на тоа. Се додека, драги мои браќи и сестри, постои поделбата најпрвин во македонскиот род, а потоа и помеѓу граѓаните во Македонија, тогаш имајте предвид дека некој друг ќе ни ја крои судбината. Во случајот Мала Речица. Затоа нас ни е потребно општествено обединување. Затоа нас ни е потребно да го повикаме народот целиот да застане околу политиките на ВМРО-ДПМНЕ. Знам дека можеби некогаш некои работи некому не му изгледаат логични. Можеби некој е поемотивен и сака сега и веднаш да се случат тие работи. Лесно било да се војува со туги синови, но лидер не е тој кој што вели напред, туку лидер е тој кој што вели по мене. Ако ќе кажеме по мене, тогаш треба да знаеме што не чека следните 30 па и 300 години. Тоа е суштината на денешницата, која што треба да не биде основа за нашата иднина. За да го направиме Делчев горд. За да оставиме на нашите деца не да ги полнат рестораните во Западна Европа, Канада, Австралија, Америка, туку да си останат дома и да го работат тоа за што сме ги образували и за тоа што сме ги учеле. Можев јас да останам и во Германија, и во Австрија, се вратив дома. Не го кажувам ова за да се фалам или да го ова пренагласувам, но сум чувствувал дека и кога се пријавив доброволно во војската и кога се вратив, мислев дека треба нешто да оставиме тука за сопствената држава и за сопствениот народ. И затоа сакам сите да ве замолам. Без разлика дали сме дел од Патриотскиот институт, дали сме дел од Унијата на жени, Унијата на млади сили, општинските комитети, извршниот комитет, пратениците, советите, градоначалниците, ветераните, буквално сите, посебно ветераните, бидејќи тие се наискусните. Тие се тие на кои ние практично помладите можеби им должиме највеќе, бидејќи тие го почна ова современо ВМРО денеска. Да појдеме и да ја прошетаме Македонија и да го пренесеме гласот на потребно единство и општествена подршка и обединување околу ВМРО. Тоа е она кое што нас не е потребно, да не дозволиме понатаму повторно Мала Речица да ја крои иднината на Македонија и да ја крои иднината на неродените генерации. Знам дека ќе не идеме на различни мислења, знам дека некој ни замерил за ова или за она, но тоа е ништо во споредба со поголемата цел. Да си ја сочуваме државата. Можеби некому јас сум погрешил, можеби некому ти си му погрешил, можеби некому некој друг погрешил, нешто. Но тоа е ништо во споредба со тоа кое што нас како аманет меѓу другото ни го оставил и Гоце Делчев. Затоа, драги мои, ни предстојат многу тешки денови пред нас. Каде додев, луѓето велеа зошто сте молчеливи, зошто молчите, па се создаде перцепција дека еве ВМРО-ДПМНЕ доби таму 50 на општини, овие ја имаат владата, како велат сложни калуѓери во петок мрсат. И волкот сит и овците на број. Сите си се срекни со моменталната состојба. Но не е така. Не е така. Затоа што ние влеговме повторно во една внатрешна катарза која што мораше да ни ги збие редовите во овие неколку месеци. Изборот на нов извршен комитет, конгресот, изборот на новите партиски тела, освежувањето на некои од партиските тела, бидејќи голем дел од луѓето станаа градоначалници, советници, председавачи и така натаму. Планот кој што заеднички го создаваме, планот кој што треба да го примениме, а при тоа да го минимираме бројот на последиците од нашите дејства и нашите акции, да ги минимизираме, да немаме последици.
да не ги избрзуваме, да не правиме грешки како што тоа се случувало многу пати во минатото, тргне еден чекор напред, врати се 2 чекори назад. Бевме трпеливи, трпевме критика. Свесен сум за тоа. И јас, како председател на ВМРО-ДПМНЕ, но и ВМРО-ДПМНЕ. Знам дека имаше многу искрени, емотивни наши сограѓани, членови на партијата, кои што велеа, зошто молчиме, ајде, сега е денот, сега му е мајката, сега треба да се кренеме. Мислите дека некој сака повеќе од мене? Барем исто посакуваме сите овдека во просторијата. Да овие кои што се сега во владата не бидат повеќе таму. Но одговорноста која јас лично ја носам, одговорноста на извршниот комитет, одговорноста на телата на партијата, не ни дозволуваат повеќе да грешиме. И не смееме да направиме грешка со која што ќе дозволиме на овие политички маргиналци и измамници да го контаминираат народниот непокор кој што ќе дојде. Чекор по чекор, набрго денеска ќе се случи. Тој пркос, тој револт кој што ќе води кон ослободување. Ќе води кон ослободување од оваа криминална и корумпирана власт, која што ја урниса Македонија. Но потребно ни е тие чекори да бидат испланирани и ќе повторам да имаме минимум сите ние загуби. И по партијата, и по структурата. Ќе потсетам дека се уште сме партија под политички прогон. Ќе потсетам дека стотици наши членови и активисти се уште се малтретирани по судови. Ќе потсетам дека партијата се уште поради политички монтиран случај има блокиран имот. И овде сме гости. Доскоро и блокирана сметка, без никакви ресурси. Вие направивте историски резултат пред 5-6 месеци. Направивте историски резултат. Зарем ќе дозволиме сето тоа некој да ни го извалка и сето тоа некој сега кога сме пред историска победа од позиција на опозиција да ни го одземе. Нити ја имам право, нити и пак ќе биде одговорно, ако тоа го дозволам, некому да го направи на организацијата. И ќе се борам до последната капка, до последниот атом енергија и сила против таквите елементи кои што имаат за цел да им служат на инсталациите на Спасовски и на СДСМ. Но не помал е интересот и на Мала Речица да ВМРО-ДПМНЕ не успее. Не помал е интересот и на Мала Речица, бидејќи тие се на чекор до остварување на нивните цели, кои што 20 години чекаат да ги остварат. 20 години чекаат да ја поделат Македонија. 20 години чекаат да ја уништат Македонија. Тоа го прават сега од внатре од институциите. Тоа го прават од внатре затоа што го користат нашето неединство. Затоа што го користат нашето неединство, ќе повторам. Ако сме ние сите како едно, ако сме ние, ќе повторам, сите како едно, и тоа стално го зборувам, тоа нема да се случи. Тоа нема да се случи. Затоа немаме право и не смееме и немаме право да се однесуваме така неодговорно и да носиме одлуки и чекори кои што можат дополнително да не потурнат кон амбисот и кон тоа, како што пред малку збореше професор Георгиев, политичко мочуриште, до истребување. Колку е тоа да делува чудно за некој кој што има поголеми очекувања? Не. Ние сме помудри. Ние учевме на грешките и чекорите ќе ги водиме многу внимателно. И затоа чекаме сега за првиот чекор. За една недела од денеска чекаме нашиот политички противник да се предомисли и да ја прифати подадената рака, да седне на маса со нас и да разговара. Да разговара најпрвин за постигнување на македонско национално единство, а потоа на општо граѓанско единство против оние во Мала Речица. Без разлика
без разлика дали сте македонци, албанци, срби, турци, власи, бошњаци, роми, египтјани, останати без разлика. Ние денеска мора да се обединиме против тие луѓе кои што 20 години формираат длабока држава во институциите во Македонија. 20 години формираат длабока држава. Затоа мора да се ослободиме Македонија и да ја поразиме таа длабока држава. Ако сакаме Македонија да ни оди напред. Воспротивно, за жал, Македонија ќе оди назад. Едно време бевме пример за успеси на полето на економијата, реформите. Денеска сме за жал на дното. Денеска се срамиме да кажеме на кое место сме. Но затоа пак водиме на скалата за перцепција на корупција и криминал. Тука им нема рамен. Тука се тие неприкосновени. И затоа ве молам за трпение. И пренесете ја пораката. Ве молам за трпение. Ние мораме да победиме на крај. Ние не смееме да си го дозволиме луксузот на уште еден национален пораз. Ние мораме овој пат да победиме. Нема да биде лесно. Нема да биде лесно. Нашиот противник ниту е наивен, ниту е едноставен. Нашиот противник е добро организиран и навлезен во институциите длабоко. 20 години градеа структура. Нема да биде наивно. Ќе биде многу сложено. Многу посложено од нашата прва рунда, кога од политика ја откажавме првата петорка на СДС. После локалните избори. Со овие ќе биде многу посложено, ве предупредувам. И ни требаат луѓе кои што ќе издржат до крајта, до самата цел, до самата победа. Нема откажување. Ќе бидат мали чекорите. Ќе биле мал напредокот. Може да би ќе трае со месеци, но нема откажување. Почнавме. Го баравме тоа, сега ќе одиме до крај. Нити јас сум навикнат во животот да се повлекувам, а нити ВМРО се повлекува. ВМРО може би бавно трга, но кога ќе тргне, оди до крај. И сакам да завршам со две работи. Првата, денеска ги слушам како велат ВМРО да си ја преиспитала одлуката. ВМРО ДПМН нудеше рака. ВМРО ДПМН подаваше рака. Молеше. ВМРО ДПМН бараше соговорник и во СДСМ, и во ДУИ, и во сите. Бараше соговорник. Бараше да седне на заедничка маса и да разговараме за проблемите и да ги решаваме проблемите. Свесни за сите предизвици кои што предстојат, свесни за реалноста која што денеска живееме. Не одбиваа. Се подсмеваа со нас. Мислеа дека со тоа што ќе го прекршат деловникот во парламент или со тоа што ќе кажат 3 реченици да не навредат, дека направиле голем потек, а во суштина покажуваат колку се мали. Повторно се обидовме да бидеме трпеливи, излеговме во јавноста со ставови, со изјави, велевме луѓе, свесни за сите предизвици. Молчиме. И покрај тоа што трпиме големи удари, молчиме свесни за сите предизвици со кои што денеска Македонија се сочува, бидејќи тука нема партиски интерес, државниот интерес ни е најважен. Повторно ни се подсмеваа. Повторно ни се подсмеваа како денеска што се подсмеваа дека Мицкоски отишол да пушта улица во Карбинци. Да, Македонија е во Карбинци. И прекрасна улица. Патем речено, со сопствени средства Виктор успеал да направи. И само да го слушате како звучеше кога го кажуваше сето тоа. Со сопствени средства во Карбинци не паметат кога направиле улица. А тука до улицата е новата индустријска зона која што е комплетно распродадена, каде што ќе има нови работни места. Тоа ме прави
горд, бидејќи гледа мотивирани луѓе и луѓе кои што сакаат да го работат тоа за кое што Делчев сонувал. Но да се вратам на суштината. Подававме цело време рака. Цело време рака, а тие ни е плукаа раката. Мислејќи дека така ќе излезат големи, мислејќи дека на тој начин ќе покажат кој е кој. Не. Така само покажа колку се незрели и колку нема мудрост кај нив. И јавно ги повикувавме. А тие мислеа дека ако не навредуваат или ако на сила протнат нешто кршејќи го деловникот во парламент, дека извојувале победа. Може би. Битката сте ја добиле. Но и на тогаш, не на тие лидерски средби, на мојот соговорник кој што стоеше пред мене, му кажав, може би една битка доби. Но ти ова го претвори во гладиаторска арена и во нејзи има место само за еден. Нема место за двајца. Тоа е сега веќе минато. И сега тоа ќе им го кажам и на овие другиве. Бидејќи сакавте да има место само за еден, тогаш спремете се да идеме до крај. Ке има место само за еден. И втората работа, што сакам на сите вас да ве замолам, е да бидеме толерантни, да се поддржуваме, да си подаваме рака, да бидеме брат и сестра секој секому. Премалку сме да се делиме. Доста ни се поделби. И по етнички, и по верски основи. И по национални. Веруете, имаме иста мака, иста судбина делиме. И заедно се радуваме и заедно тагуваме кога треба да се тагува. И заедно се радуваме кога треба да се радува. И затоа ве молам, што и да се случува во периодот кој што следи. Останете единствени. Немојте никогаш да се двоите. Немојте никогаш да се делите. Од поделби преку глава и од тие поделби денеска, за жал, ние како Македонија сме таму каде што сме, предмет на покусурување на сите балкански предатори. Доволно е делење. Да бидеме сите како едно. Тоа ве замолувам, луѓе. Ви благодарам и да сте ми живи здрави.